Благодарам, почитувам подпредседателя, почитувани присутни. По однос на извештајот од Европската комисија за 2021 година, би сакал да започнам со една студија, компаративна студија, која што беше изготвена од Парламентарниот институт во Собранието и која што е изработена, изготвена и проверена од еден тим на вработени луѓе, значи не е индивидуален труд, туку е институционална анализа на овој парламентарен институт, кој што ние сме го оформиле и чии што услуги по однос на квалитет и анализи ги користиме. Според ова анализа и компаративен преглед, имаме споредба на извештаите на Европската комисија за остварениот напредок на Република Македонија за сите поглавја во периодот од 2009 до 2021 година. Методологијата е земена на тој начин што се земаат сите извештаи од Европската комисија, се земаат сите поглавја и на крајот се сведува една просечна квантитативна оценка за постигнатиот годишен напредок од сите поглавја. За да бидам пократок и да резимирам на почетокот, а потоа ќе дадам и неколку поединечни случаи. За 2021 година Македонија ја има добиено, согласно оценките во извештајот, најниската средна оценка што досега ја добила од Европската комисија, тоа е 1,52. Например, 2009 година, 2010, 2011 година, 12 и 13 година, заедно со 14 и 15 година, оценките се, просечната оценка е над 2 и се движат од 2,52, 2,53, 2015 година 2,06. 2016 година прв пат просечната средна оценка на извештајот паѓа под квантитетот 2, под оценката 2 и е 1,76. И истото се повторува 2017, 18, 19 година. 2020 година има мал напредок и имаме просечна оценка двојка по однос на сите поглавја сумарно. И 2021 година ја имаме најниската оценка што Европската комисија некогаш ја дала како средна оценка за извештајот на Република Македонија, тоа е 1,52. Ова е средната оценка. Сега, ако одиме по поглавја, може да споменам неколку, за да видите каде најмногу е забележителен падот по однос на поглавјата. Например, има поглавје слободно движење на стоки. По однос на тоа поглавје, во минатото, најчесто сме имале оценка двојка, еднаш сме имале оценка 4 во 2012 година, за денес 2021 година, кога говориме за овој извештај, да имаме оценка 1, што е прилично ниска оценка. Потоа, поглавието слобода на движење за работниците. Значи, овде се оценува пазарот на трудот и во приватниот и во државниот сектор, и кај домашните и кај странските инвеститори. Сме имале оценки двојка, единица, најчесто сме имале оценка двојка, што значи одреден напредок во 2014, 15 и 16 година. За последниве 4 години да имаме оценка 0, вклучително и 2021 година, што значи нема напредок. И ова прилично загрижува, затоа што слободното движење на работниците како пазар на трудот, засега многу граѓани во државата и ги засега не само работниците, туку и работодавците, и ова најниска оценка досега што сме имале е прилично загрижувачка и објаснува многу економски неуспеси на владата во изминатиот период. Поглавието јавни набавки. Тука сме имале различни оценки во изминативе 10 години. Тројка, двојка, четворка во 2013 година и слично. 2019-2020 година сме били оценети со двојка. 2021 година сме оценети со
1, што е многу голем пат, споредено тоа што сме го имале предходно, па и тоа што го имала актуелната влада остварено како оценка во 2019 и 2020 година. Очигледно е дека кај јавните набавки и самата Европска комисија забележала дека многу јавни набавки се одвиваат во 4 очи, дека истите се злоупотребуваат, дека Советот, Бирото за јавни набавки и други државни институции и установи кои што можеа да влијаат како коректив или се укинати или се маргинализирани и јавните набавки се сведени на непосредно договарање, особено кога станува збор за државни предпријатија. Потоа имаме поглавје политика на конкуренција и ова претежно се однесува на стопанската активност за формирање на фирми, конкурентност на фирми и еднаквост на стопанските субјекти пред државните институции, пред законите. Тука сме имале оценки двојка, четворка, ова зборам за 2011, 12, 13 година. За последниве 3 години, 2019, 2020 и 2021 година, трите години последователно имаме оценка 0. И сметам дека овде кај политиката кај конкуренција со оценка 0 од Европската комисија многу добро се објаснува со каков товар се соочува стопанството во Република Македонија и дека законската основа за конкуренција и имплементацијата на законите при конкуренција на стопанските субјекти и нивен рамноправен третман во голем дел изостанува за Европската комисија последователно да напише 3 пати 0 како оценки во изминативе 3 години. Потоа може да продолжиме и со други области. Областа, например, регионална политика и координација на структурните инструменти. Тука никогаш, за име на вистината, не сме имале превисоки оценки во изминатите 10 години. Сме се движеле од 2-1, 0-2, повторно двојка, но има пат од оценка двојка на оценка единица во споредба 2020 со 2021 година. Затоа сметам дека овој извештај на Европската комисија за 2021 година е извештај кој што ја има најслабата средна оценка, резимирано од сите поглавја на кои што комисијата прави истражување и истите ги оценува со одредена квантитативна бројка која што треба да го означи постигнатиот напредок. На сите пратеници овој извештај им е достапен, бидејќи е достапен преку парламентарниот институт и може секој да го добие и да го разгледа. Она што исто така сметам дека треба да се спомене како поединечна работа е момент само е делот на заштитата на човековите права. Во 2020 година пред Европскиот суд за човекови права биле активни 320 апликации. ЕСЧП утврди прекршување на Европската конвенција за човекови права во 14 случаи, наспроти 9 во 2019 година. И она што исто така е сериозна забелешка, а гледаме дека во изминативе денови и на таа релација има одредена контролирана, би рекол, конфронтација, е што во извештајот на Европската комисија се забележува дека назначувањето на новиот народен правобранител во јануари 2021 година предизвика загриженост поради политичката припадност на избраниот кандидат.
Ние знаеме дека тој беше кандидат за премиер на државата, беше барем така промовиран, со политичка агенда, а кога е народен преобранител треба да биде представник на сите граѓани. И сега гледаме дека и тој како народен преобранител изразува незадоволство и смета дека власта го саботира со кратењето на буџетот, но каков и да е тој однос помеѓу владата и народниот преобранител, на крајот трпи квалитетот на заштитата на правата на граѓаните и оваа институција го има овој хендикеп. Благодарам многу. Благодарам. Реплика